Невладините организации и детската амбасада Меѓаши реагираа за случајот со девојките од село Јаболчиште Велешко, чии родители одлучиле дека на нивните ќерки им е доволно само основно образование. Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност вели дека во случајов постои насилство и кршење на правата на жените. Таа додава дека главната причина за овој проблем е недоволната посветеност на надлежните институции за создавање безбедни услови за семејствата од руралните средини. Институциите на државата треба да створат и услови каде што можат децата непречено да заминат и да се вратат од училиштето. 50 километри да се отпатува и да се оди неорганизирано, грижа е на родителите. Значи тука ние не можеме да говориме дали само родителот ради стереотип не ги пушта девојчињата. Може би не ги пушта заради нивната безбедност. Тодоровска додава дека е потребна соработка помеѓу државните институции и локалните заедници за да се реши овој и сличните проблеми. Првата детска амбасада во светот Меѓаши потсетува дека секој дете има право на образование, без оглед на полот и местото на живење. Дека сите деца имаат право на образование и треба да се школуваат, со тоа се искоренува сиромаштијата и други некои потешки форми на злоупотреба на деца, како што е трговија со деца, трговија со адолесценти, со тинејџери и исто така и експлоатација на нивниот труд. Невладините организации ги повика институциите да направат максимален напор за спроведување на член 9 од Уставот на Македонија, кој вели дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Додека институциите, локалната заедница и родителите си го префрлаат можното решение на проблемот, девојките од Јаболчиш остануваат надвор од наставата, кој веќе почна во средните училишта.